Овде нам во студиото веќе ни пристигна нашиот гостин. Реков уште утринава во најавата дека ни гостува доктор од Аџибадем Сестина. Ова утро со нас доктор Ристо Симеонов, кој што е специјалист по детска хирургија. Добро утро, докторе. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Многу ви благодарам што одвоивте време за нашите гледачи. Им се извинувам на сите оние пациенти кои што ве чекаат на работа. Ќе стигнам на време. Имаме доста сериозна тема денес за зборување, а тоа е неонатолошката и онколошката хирургија кај децата. Секако како детски хирург, тоа е вашата бранша. Ќе започнеме од најмалите, од новороденчињата. Кои се најчестите состојби кај новороденчињата и она што е уште поважно можеби е што кај нив мора итно да се интервенира. Колку е тоа итно? Точно, новороденечката или неонаталната хирургија е најголемиот предизвик за еден детски хирург. Тоа се вродени аномалии со кои што се раѓаат децата, бебињата, и во наредните 24 до 72 часа или во наредните 1 до 3 дена треба да се направи хируршка интервенција. Најчести состојби вродени конгенитални аномалии се атрезиите, односно отсуство на дел од органот. Атрезија на езофагус, значи отсуство на дел од хранопроводот. Атрезија на дуоденум, значи отсуство на дел од 12-палачното црево. Атрезија на тенки црева, значи отсуство на дел од тенките црева. Анална атрезија подразбира дека детето нема анален отвор. Односно цревото завршува слепо, без анален отвор. И кај тие состојби треба во наредните, како што реков, 1 до 3 дена се направи хируршка интервенција за да се воспостави континуитет. Односно да се спојат двата краја од езофагусот, двата краја од тенкото црево. Предизвикот е, посебно кај атрезија на езофагус и тенки црева, затоа што се соочуваме едниот дел, проксималниот или горниот дел од тенкото црево да има лумен од прилика 4 до 5 сантиметри, а дисталниот долниот дел од тенкото црево, кој што бил исклучен од функција, да има лумен од неколку милиметри. Значи имате диспропорција во лумени 10:1 и тука хируршката техника е пресудна за да има детето добра прогноза понатаму. Секако дека е најголем предизвик кога се работи со дете. Сите овие состојби што ги споменавте се секоја за себе посебен предизвик, но рековме дека ова се најчестите. Лично во вашата кариера, која интервенција вие никош нема да ја заборавите? Која лично за вас била најголем или можеби најкомпликувана или најретка, да речеме, состојба? Од неонаталната новороденечка хирургија најкомплицирани операции се на езофагус, на хранопроводот, затоа што има неколку типа на атрезија на езофагус. Еден тип е атрезија на езофагус, каде што растојанието помеѓу двата сегмента е многу големо и не може во прв акт да се спојат двата краја од езофагусот. Затоа во прво време горниот крај од езофагусот се вади на вратот кај бебето за да може да тече плунката и се поставува гастростома за да се храни бебето. После 6 месеци се прави реконструкција за да се спојат двата краја од езофагусот. Овие операции се со многу компликации и затоа предизвикот е голем и кај хирургот, кај детскиот хирург и кај родителот кој што треба да се носи со своето дете. Исто така еден голем предизвик е билјарна атрезија, каде што има отсуство на жолчни канали. Значи жолчните патишта ги нема, тоа е конгенитална вродена аномалија и треба да се воспостави континуитет на каналите интрахепатални во црниот дроб, да се спојат, да се направи анастомоза со тенко црево за да дренира жолчката во цревата. Вака кажано е многу едноставно, меѓутоа тоа се многу комплицирани операции. Операцијата трае неколку часа, бара голема концентрација, искуство, прецизност за да исходот биде добар. Вака кога ми кажувате со самото тоа кога знаеме дека се работи за мало бебенце е доволно травматично. Не знам и не би сакала да знам како е да си во кожата на самите родители.
Претпоставувам тие во тие моменти на шок, значи само што е родено бебенците, кој ќе го слушам това, веројатно не може да ве разберат што кажувате. Како ги подготвувате и како ги поддржувате и за понатаму, не само Неонаталната, новороденечката хирургија и онколошката хирургија барат мултидисциплинарен пристап. Во Аџи Бадем Систина болницата имаме цел тим? Комплетен тим од детски хирург, педиатри, неонатална интензивна нега, интензивна нега на детска кардиохирургија, детски радиолози, имаме детски анестезиолози и детски психијатар. Многу е битна содржината на тимот, затоа што секој доктор има своја тежина. Психолошката припрема на родителот е многу битна, затоа што во моментот кога ќе се роди бебе со вродена аномалија или со понатаму во развојот ако има малигна болест, првата мисла на секој родител е дека ќе го изгуби своето дете. Чувството на болка, тага, вина до некаде, зашто постојано се со прашање зашто на нив им се случува тоа, зашто нивното дете мора баш такво да се роди. И тука психолошката поддршка од детски психијатар е многу битна, затоа што е потребна семејна терапија, не толку терапија кај детето, кај поголеми деца, потребна и Добро, психотерапија кај детето, меѓутоа семејната терапија кај родителот е многу битна. Во Аџи Бадем Систина, што може во еден ден да се направи комплетна диагностика. Огромно олеснување за целата лабораторија до радиологија, ехо, магнет, компјутер, да се постави диагноза за кратко време, да се спреми пациентот и да се направи операцијата најдобро што може. Да, особено клучно овде меѓу другото е и времето, како што рековте, се нема. Времето е клучен фактор за закажување, за трчање по подници. Припремата е исто така многу битен фактор. Јас на гледачеве утрово им ветив дека сите оние кои што се засегнати со оваа тема, кои што имаат некој член во семејството, дека може да се јават, да ви постават прашање, дека сте подготвен да им одговорите, така што доколку имаме некој гледач можеме да го пуштиме. Јас сега малку би преминала на онколошката хирургија, но претходно би сакал малку да не запознаете со детскиот тумор, рак, канцер, не знам кој ви е најадекватен израз. Особено ми интересува малигна болест. Да, со детската малигна болест. Детска малигна болест. Колку таа се разликува или е слична со она кај возрастните? Малигната болест кај деца подразбира дека клетките, нормалните клетки во организмот, генетски мутирали и се размножуваат како туморски клетки и кај децата тој процес оди многу брзо. Значи, малигната болест кај деца се развива многу брзо. Сакам да напоменам дека причината се уште е непозната. Постои генетска предиспозиција ако некој од родителите или поколенија баби, дедовци имале малигна болест, па и некој од децата може да има малигна болест, меѓутоа конкретна причина за малигна болест не е позната. Но има, предпоставам, ризични групи? Има ризични групи. Кај возрастните, надворешните фактори, надворешното влијание, УВ зраци, цигари, начин на живот. Што значи индиректно? Да, се причина за развој на малигна болест, меѓутоа кај децата немаме конкретна надворешна причина. Затоа што има деца кои што се раѓаат со малигна болест. Меѓутоа, како и да е, треба да се случи генетска мутација, за да нормалните клетки продолжат да се развиваат и размножуваат како туморски клетки. Друга разлика е што кај возрастните во принцип се карциноми, тоа на органи, конкретно бел дроб, колон, дебело црево, панкреас, а кај децата најчеста малигна состојба е леукемија, 1/3 од малигните болести кај децата се леукемија, после тоа се лимфомите на меките ткива, тумори на мозок, после се неуробластомите, Вилмсовиот тумор, нефробластомот на бубрек, тератом сакрококцијален, тоа е тумор на долниот дел од ребетниот столб или народно кажано опашката, и тумори на црниот дроб. Од сите овие предмет на хируршка интервенција се неуробластомите, најчесто тумори на надбубрежната жлезда, Вилмсовиот тумор на бубрегот,
тератомот сакрокоцигиален и хепатобластомите, односно туморите на црниот дроб и туморите на мозокот. Како и да е, хирургијата е само еден сегмент од третманот. Неколку часа ќе трае хирургијата, битно е да се извади во целост туморот, да биде безбедна хирургијата и детето да излезе живо од операциона сала. После тоа следи период на хемотерапија, кој што е со месеци, и тука треба и детето, посебно повозрасните деца, и родителите да има психолошка поддршка постојано. Затоа што ќе почнат проблемите, ќе опаѓа косата, слабост на организмот, губење во тежина, гадење, повраќање, бледило, и со сето тоа треба да се носи и детето и родителот. Немам информација дали имаме гледач на линија, доколку имаме на линија, слободно можеме да го пуштиме во програма. Нема се уште во моментов. Она што е доброто во оваа ситуација, да рековте дека за жал многу побрзо прогресира кај децата, Да, и затоа родителите некои симптоми не треба да ги игнорираат, не треба да претеруваат, меѓутоа не треба да игнорираат симптоми ако детето е склоно често на инфекција, фебрилност, има главоболка, мачнина, повраќање, плачење, губиток на телесна тежина, сепак треба во таква состојба да се однесе детето на педијатар и педијаторот да процени дали има потреба од дополнителни испитувања во правец на некоја малигна состојба. Колку е проблематично тоа што сепак децата се многу поздрави од возрастните, од аспект на тоа симптомите колку лесно може да се препознаат. Дали е тоа проблем? Кај децата доброто е што има добра прогноза, што добро реагираат на хемотерапија, радиотерапија, и ако навреме се диагностицира малигната болест, состојбата, преживувањето е 85 до 90%. Лошото е што брзо напредува болеста, доброто е што има добра прогноза. Исходот е добар. Но сепак мора да се препознае. Што е на кој што родителите најмногу треба да внимаваат? Брза диагноза. Во Аџи Бадем Систина, болницата, во еден ден може да се направи комплетна лабораторија, сите потребни радиолошки испитувања со биопсија од туморот, за неколку дена да се добие патохистолошка анализа, да се спреми детето за операција, да се направи операцијата, да се постави централен венски порт преку кој што детето ќе прима хемотерапија. Тоа е преку голема вена на вратот, се поставува катетер во десната предкоморе, подкожно се става резерварче преку кое што се аплицира цитостатик со игла преку кожата. И сето тоа треба да биде мултидисциплинарен пристап. Значи, многу доктори и персонал, обучени медицински сестри, треба да бидат вклучени во третманот на малигна болест кај дете. Колку како доктор и ние како пациенти треба да сме благодарни на развојот на технологијата, особено во она што се применува и во вашиве интервенции? Технологијата многу допринесува за прво точна диагноза и брза диагноза на малигната болест. Потамно, значи, веќе, да. Колку што е потребна брза диагноза, потребна и точна диагноза да се направи план за третман, план за терапија. Некојаш се оди на операција, па се продолжува со хемотерапија, некојаш се почнува со хемотерапија, се прави операција, па повторна хемотерапија. Ако слушат или ја гледат емисија колеги доктори, сакам да кажам дека моето лично искуство е дека ако се процени дека туморот е операбилен, да се оди прво на операција, после на хемотерапија, зашто ако се почне со хемотерапија, заради распад на туморските клетки од хемотерапијата, структурите, ткивото станува покруто, пофибротично, а кај тумори, посебно на тумор на бубрек, каде што за туморот се слепени големи крвни садови, вена кава и аорта, ако е туморот примарно поголем, полесно може да се одлепи крвниот сад од туморот, отколку после хемотерапија ради крутоста, потешко се одлепува и може да дојде до повреда, посебно на вена кава и да биде драматична ситуација во операциона сала. За крај уште би ве прашала само колку сте задоволни од тоа, како, дали и колку Аџи Бадем Систина ги следи светските трендови, конкретно кога е во прашање детската хирургија. Аџи Бадем Систина болницата ги следи најсовремените
најмодерните светски трендови, можам да кажам дека само во Аџибадем Систина, во државата, во Македонија, може да се направи 5 скен кај мало дете во анестезија. Само во Аџибадем Систина може да направите 5 скен во анестезија. 5 скенот е едно од клучните испитувања што треба да се направи за да се видат метастази, затоа што главна карактеристика на малигната болест, на малигните тумори е тие метастазираат, се шират низ телото, за разлика од бенигните кои што се агресивни само локално, каде што се појавиле. Малигните метастазираат и 5 скенот е супериорен метод каде што може да се видат метастази по целото тело. И да се навратиме тоа, навреме да си дојдат за да си проверат. Секоја промена кај детето, родителите да ја приметат и да реагираат на време. Кај тумори на бубрек конкретно, од страната кај што е туморот, на родителите пред очи таа страна им станува поиспакната. Денеска е малку, после неколку дена тој дел од абдоменот, од стомакот е повеќе испакнат. Да не се залажуваме, значи ништо не И ќе доста помине, често нема да помине. тумори на бубрек или на надбубрек се диагностицираат при рутински преглед со ехо. Детето оди со болка во стомакот, при рутински преглед и правење на ехо ултразвук се воочува дека детето има тумор или на надбубрежната жлезда или на бубрегот. Јас многу ви благодарам, за жал нема да имаме време да ги почекаме гледачите за да дадеме одговор на нивните прашања. Ви посакувам понатаму успешна работа, да израдуваме многу дечиња и секако и нивните родители. А за самиот крај на емисијата ви подготвивме разговор со, сигурно се сеќавате, особено по возрастните, на Шабан Сеидију, кој што беше поранешен шампион во борење, 4-кратен олимпиец, и неодамна за него се сними и документарец. Токму на промоцијата на документарецот бевме ние, наша екипа, заедно со камерата, па да видиме и да слушаме нешто повеќе за овој документарец. Ви благодарам на поканата, ќе се видиме од друга прилика, ќе имаме време и за гледачите. Сакам да напоменам дека во Аџибадем Систина болницата, сите деца што се родени во болницата има 10% доживотен попуст на сите услуги, а сега од 1 септември имаат поволности и нивните потесни семејства. Не ми го кажавте ова претходно, да знаев, ке го акцентиравме, во секој случај добра вест. Доживотно рековте, така? Доживотно 10% попуст на сите услуги. Одлично, супер. Ви благодарам многу, доктори. Благодарам на сите кои што ова утро беа со нас. Останете со програмата на Алфа телевизија. Ви најавив, прво ќе имаме прилог за најновиот документарец за Шабан Сеидију, а по рекламите следуваат најновите вести.